Апсолутно сум подготвен во 2025 да се сретнам, да разговарам било каде на оваа тема, да ги разгледаме сите можности, затоа што потребно и двете страни да сакат. Но истовремено, по секоја цена нема да барам решение кое што дополнително ќе ни го тежне овој процес. Како прв човек на владата, да, имам приоритет да почнеме преговори, да отвараме поглавја и така натаму, но во секој договор мора да имаме јасен крај и предвидлив крај. Нема да дозволам, бидејќи ова сега што од нас се бара ова промена на уставот е пречка само за почеток. Ова не е пречка за крај. Затоа ние се обидуваме да го репроектираме почетокот да не биде крај. Ма таков и процесот на одлучување во Европската унија. Гаранција немаат ни останатите земји кандидатки, може да ги затворат, нели сите поглавија и повторно да се сретнат со пречка. Точно, се сложувам, но доколку тие пречки се однесуваат на реалните проблеми. И сега овој начин на билатерални спорови и водење политика и водење на процес гледате каде не носи. Сега Хрватска вели Црна Гора не може овој кластер да го затвори поради тоа и тоа. Бугарија вели не може Србија поради тие и тие причини. Сето она кое што започна уште во времето кога нашиот јужен сосед континуирано не блокираше и во НАТО и во ЕУ поради билатерално прашање, тоа беше прашањето со името и така натаму. Сега полека, но сигурно стана пракса. И тука е проблемот кај самата Европска унија, мислам, најголем, затоа што наместо да се видат позитивните искуство од минатото, такво едно позитивно искуство беше спорот помеѓу Хрватска и Словенија, и наместо на тој начин да се водат и овие билатерални спорови, кај нас што се случи? Билатерализацијата стана алатка, односно наместо ние да станеме европјани, европјаните станаа балканци. И тоа е најголемиот проблем сега кај нас. Практично процесот на пристапување на преговори се балканизираше. Наместо ние да се европеизираме, процесот се балканизираше поради ваквиот начин на одлучување. Затоа мораме заедно да работиме надвор, но истовремено ќе повторам приоритет да не биде решавањето на домашните задачи.